Некако февруари месец во светски рамки се подразбира како карневалски месец. Сега, карневал исто така е всушност една од активностите која што ќе се одржи по повод 15 години традиција од француската градинка во Скопје. По тој повод во нашето студио е и директорот на градинката Себастијан Шевале, потоа Билјана Кракутовска, која што е од самиот почеток на градинката, исто така ќе биде наш преведувач денеска, и две прекрасни дечиња, тоа се Софи и Тимотеј, кои што се дел од француската градинка. Прво ви посакувам добре дојде и добро утро во Македонија наутро. Благодарам на поканата. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Добро утро. Добро утро. Директоре, каков е концептот на карневалот за оваа година и кога всушност ќе се случува? Monsieur le directeur, quel est le concept de carnaval pour cette année et quand est-ce que le carnaval aura lieu? Très bien. Alors, le carnaval cette année, c'est un carnaval très spécial parce qu'on fête les 15 ans de l'école maternelle. Оваа година карневалот е нешто посебно, бидејќи славиме 15 години од постојањето на француската градинка во Скопје. Traditionnellement, c'est pour fêter la fin de l'hiver en France. On danse, on chante et on brûle un personnage qui symbolise l'hiver. Традиционално во Франција се маскираме и пееме на тој ден и исто така на крај го гориме господинот карневал, со тоа символизираме горењето на сите лоши работи. Cette année, il aura lieu le 5 mars, jeudi. On invite tout le monde, on vous invite. Оваа година карневалот ќе се одржи на 5 март. Ве покануваме всушност сите да дојдете. Et voilà, on commencera notamment la campagne de promotion, puisque c'est les 15 ans, il y a des prix très favorables pour les nouveaux arrivants. C'est une façon de le dire et de fêter tout ça. Значи, карневалот ни е исто една прилика да ги промовираме 15-те години, нашата традиција, и по тој повод исто имаме и промотивни цени за прва мала и мала група во градинката. Добра. Билјана, како помина изминатата година карневалот? Имате ли одредени теми на карневалите кои што ги обработувате? Значи, минатата година карневалот беше доста интересен. Еве има некои слики што одат на телевизија. Значи, еве го господинот карневал, кој што е направен од децата за време на различити работилници по ликовно. Така? Најчесто повикуваме исто волшебници или пак кловнови. Децата сами се маскираат, многу се пее, и се игра. И што е карактеристично за Франција, се јадат палачинки. Палачинки? Палачинки. Значи, преку дента учиме да ги правиме со децата, а потоа и родителите исто донесуваат или ние во големи количини правиме и сите јадат палачинки. Одлично. Солени или благи, тоа е една карактеристика. И сега бога ми ќе размислиме за поканата која што ни ја дадовте да дојдеме, еве меѓу другото и на палачинки. Добро, француската градинка по многу нешта е различна од останатите градинки. Ќе ни кажете ли што е тоа што ја прави поспецифична? Какви се активности се случуваат во оваа градинка? L'école maternelle française est vraiment spécifique. Alors, pourriez-vous nous donner un explicatif quelle est la différence des autres écoles en Macédoine? Bon, déjà, en France, l'école maternelle, c'est une école qui est obligatoire. Tout enfant de 3 ans doit aller à l'école maternelle. Во Франција градинката, тоа целиот прешколски систем е задолжителен. Децата со навршени 3 години мора да одат во градинка. Elle possède un programme particulier qui lui est adapté. Значи има посебна програма што е адаптирана за таа возраст. Avec pour objectif d'amener à la lecture, l'écriture et ensuite les nombres dès l'âge de 5 ans. Значи со програма во која што чија што крајна цел е детето да го направи вистински ученик, да може да чита и да пишува и ги имаат усвоено броевите до 20. Et ensuite, elle est vraiment intégrée à l'école suivante, l'école primaire, et ensuite à tout le cursus qui mènera à l'université. Предшколскиот француски систем е всушност првото скалило и децата кога ќе одат во одделенска настава од прво до пето одделение, градинката е всушност почетокот на тој систем. Едното со другото се поврзани како крвни садови. L'idée globale, c'est vraiment d'utiliser les capacités de ces enfants qui sont énormes, ne pas les perdre et dès le plus jeune âge leur proposer des apprentissages importants comme les langues. Dans notre école, il y en a 3 différentes. Значи, идејата е децата од мали нозе да се обликуваат, да се
воспитуваат да им се задржи интелигенцијата. Во нашата градинка се изучуваат уште од мали нозе повеќе јазици, како францускиот, македонскиот и англискиот. Каков е интересот тебе конкретно за француската градинка? Колку се запишуваат дечиња? Дали го сакаат францускиот јазик? Како го совладуваат? Дали им е тежок, лесен? Quel est l'intérêt pour que les enfants s'inscrivent dans notre école maternelle? Est-ce que c'est une langue facile pour apprendre? Alors pour des enfants, toutes les langues sont faciles. За децата сите јазици се лесни. Voilà, ils sont bien meilleurs que nous dans l'apprentissage des langues. Децата се подобри од нас возрастните во изучување на јазикот. Voilà, et le français n'est pas seul dans cette école, hein. Il y a aussi l'anglais et le macédonien. Францускиот, како што реков, не е единствен јазик, тука е и македонскиот и англискиот. Néanmoins, à Skopje, le français permet d'avoir un cursus privilégié. Во Скопје, значи, нашата градинка овозможува навистина посебен школски систем за во градинка. Et ce cursus peut mener à des études en France, où l'université est gratuite, toutes les universités, aussi bien la Sorbonne qui est prestigieuse, et voilà, toutes les universités françaises. Нашата градинка е дел од пред некоја година од Француското интернационално училиште и кој понатаму ќе прерасне, се надеваме, и во гимназија, и убаво е да се спомене дека универзитетските студии во Франција се бесплатни. Значи, тоа е нешто што повеќето родители кои се кај нас го знаат, и тоа е можеби една од причините поради која децата се всушност и вреди да се инвестира во таква ситуација, за да од мали нозе децата почнат да го изучуваат францускиот јазик, па ете додека стигнат до тие универзитетски години и денови го усовршат. Така, инаку сакав да напомнам исто дека нашата градинка е подржувана цело време од француската амбасада и дека пред 15 години амбасадата беше тој иницијатор за да се формира градинката. Така, 15 години не е малку време, не е малку работа на француската градинка. Ќе ни кажете ли поконкретно, еве за оние кои што се заинтересирани да ги запишат своите дечиња таму, од колку години, од која возраст може да се започне, до колку години, какви се групи постојат? Pourriez-vous nous dire à peu près quelle est la répartition des âges à l'école maternelle, puisque vous existez 15 ans, quel est le privilège donc de s'inscrire et à peu près les tarifs? Alors, il y a un cadre particulier dans les classes. Il y a des classes de 2-3 ans. Значи имаме прва мала група, помеѓу 2 и 3 години. Qui est le premier groupe. Тоа е првата група. Le deuxième groupe, c'est 4 ans et le troisième, 5 ans. Значи, потоа е мала група, средна и голема група. Je précise que c'est un choix pédagogique et aussi un choix du gestionnaire, mais les groupes sont limités à 15 enfants. Групите се ограничени на 15 деца. Avec la présence de 2 adultes. Со двајца возрастни, една учителка и една негователка. Tous les adultes sont certifiés professeurs de français. Сите возрастни се професори по француски јазик. L'école maternelle elle-même est certifiée et reconnue par l'État macédonien. Градинката е исто така акредитирана од нашето Министерство за образование и Министерството за труд и социјална политика. Alors moi, venant de France, je peux juste dire que ces conditions-là, on ne les trouve pas en France, tellement elles sont idéales et adaptées à ces enfants. Јас, како што идам од Франција, можам да кажам дека вакви идеални услови, со мал број на деца, со професионален педагошки тим, навистина може ретко да се најде дури и во Франција. Браво. Браво за вас, се надевам дека така и ќе продолжи да работи француската градинка. Билјана, уште вас на кратко само да ве прашам, 15 години повторно ќе кажам постоење не е мала бројка. Малку повеќе за оној образовниот систем и процес на самата градинка. Како всушност функционира? Па како што кажа и педагошкиот директор Себастијан, градинката уште од самиот почеток функционира со индивидуален пристап кон децата. Значи, за секој дете имаме педагошко досие. Родителот може да го консултира 3 пати годишно. Исто така има и мала ученичка книжка во која што има описно оценување. Во склоп на наставата има многу излези, меѓу другото има доста спорт. Еве оваа година децата беа на искачување, предвидено е скијање, има пливање.
За децата, со сите деца во градинката, без разлика дали се со мајчин јазик или не се македонски, изучуваат македонски 4 пати по 30 минути неделно. Децата од средната и големата група изучуваат англиски јазик. Нашата градинка навистина формира вистински билингвисти. Предноста е што децата после се премногу толерантни кон сите јазици. Значи излегуваат со скоро 3 јазици, со францускиот, македонскиот и англискиот. И во училиштето потоа се продолжува на истиот начин. Македонскиот и англискиот јазик се присутни со повеќе, со по 3 часа неделно, што не е малку, инаку ние се наоѓаме во Карпош 4 и како што кажав, по повод тие 15 години имаме голема промоција. За прва мала и мала група имаме цена од 12.000 денари. Така, убаво е да се слушне за сите оние кои што сакаат да ги запишат своите дечиња токму во оваа градинка, а верувам дека е вистинскиот избор заради покрај тоа што ќе се дружат убаво, ќе научат. Можам да ви кажам дека досега преку нашата градинка поминале 1000 деца за овие 15 години, што е навистина. Ние сме првата приватна градинка во Македонија и во Скопје. Одлично. И само уште да ве прашам, пред, еве нестрпливи ни се дечињата, што е нормално, програма во жива. Само уште кажете ми некои следни планови за градинката, еве конкретно за 2015 година. Quels sont nos projets pour cette année 2015? Nos projets. Alors cette année 2015, on a beaucoup travaillé sur le secourisme. Оваа година, 2015, работевме на прва помош многу со децата. Тоа не е школски проект и во основното и во градинката. C'est un thème qui est très fort, montrer que des enfants, si petits soient-ils, peuvent sauver des vies à la maison. Да покажеме дека децата, дали мали или големи, како и да е, можат да спасат живот. Mais aussi se préserver des dangers quotidiens de la rue, de l'école, de la maison. Да се заштитат и самите себе си од опасностите на улицата и од домашните опасности секако. Sinon les projets sont nombreux, artistiques, musicaux, voilà, on en a toute l'année. Многобројни проекти од доменот на ликовното, од доменот на другите области што ги изучуваме. Ве покануваме да дојдете. Ви благодарам многу. Софи, кај тебе е микрофонот од приеска. Ќе ми кажеш ли колку тебе ти се допаѓа да бидеш во оваа градинка? Чекай, дај ми го микрофончето. Ти се допаѓа? Да. Тимотеј, дојди малку понаваму, а тебе? Да. Многу? Браво. А кажете ми, што ќе ни испеете сега, некоја песничка или ќе ни изрецитирате некоја песничка? Што ќе направите? Еве ви го микрофончето. Или сакате да седнам јас помеѓу вас? Ајде бак. Оди понатаму малку. Може и бак. Земи си го ова. Многу сте убаво маскирани. Ти си принцеза. А Тимотеј, што си ти? Пират. Пират. Браво. Одлично. Ајде да видиме што ќе ни испеете прво песничката. Ајде. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. 10, 11, 12, et seront toutes rouges. Браво! Многу убаво. Ајде сега ова. Jean Petit qui danse. 1, 2, 3. Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse. De ses mains il danse. De ses mains il danse. De ses mains, de ses mains, ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses bras, bras, de ses bras, bras, de ses mains, de ses mains, ainsi danse Jean Petit. Браво!
Одлично, морам да признам. Ви благодарам многу што бевте дел од Македонија. Наутро се надевам ќе се видиме Merci à vous, merci beaucoup. во некоја наредна прилика. Овие прекрасни дечиња вака ќе бидете маскирани за карнавалот. Да. Браво, Тимотеј, вака? Одлично. Добро, ние продолжуваме понатаму. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме со Благодарам и на вас. промо блокот на Македонската телевизија.